Ново грозоморно убиство ја потреса Македонија. Во Росоман син си ја заклал сопствената мајка и сам се пријавил во полиција. 54 годишната жена била прободена со нож во вратот и починала на лице место. Во Росоман нашата Мери Симоновска ги има најновите информации. Мери, што се случува во Росоман, што велат жителите, соседите евентуално на жртвата, со кого разговараше Повели? Така е, Искра, екипата на телевизија Алфа моментално се наоѓа во општина Росоман, каде што, како што каже, и ти се случи на вистина грозоморен настан кој што ги вознемири сите жители на општина Росоман, кои што се во шок и неверување дека токму во нивната општина се случи вакво убиство. Имено станува збор за син кој што со нож ја прободел својата мајка и потоа сам се пријавил во полицијата во Велес. Станува збор за семејство кое што, барем според кажувањата на жителите на Росоман, не било семејство кое што предизвикувало проблеми во општината. Велат дека синот можеби наверојатно имал некакви психички проблеми и можеби токму тоа е причината што довела до ово случување. Од полицијата, односно од МВР за Алфа информираат дека полицијата била на лице место заедно со обвинител и дека се работи на расчистување на случајот. Овдека предлагам да слушнеме дел од тоа што го кажа тие за Алфа. Денеска полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Кавадарци го лишија од слобода 27 годишниот И.Р. од Росоман. Во секторот за внатрешни работи Велес, тој сам пријавил дека утрово околу 7 часот и 30 минути во семејниот дом со употреба на остар предмет и нанел убодни рани на неговата 54 годишна мајка, која од здобиените повреди починала. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош од Кавадарци. Увид на местото вршат јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Кавадарци и увидна екипа од ОВР Кавадарци. Побаравме информации од полицијата дали претходно тие се запознаени или има некакви кривични пријави или било какви пријави токму за ова лице кое што ја лишило од живот својата мајка. Од полицијата информираа дека до сега е пристигната само една пријава против лицето И.Р. односно во 2023 година во месец август таткото на ова лице пријавила во полиција дека нивниот син агресивно се однесува во нивниот семеен дом, при тоа што крши предмети и се заканува на родителите. Полиција дошла на местото на случувањата, го привела момчето, а потоа било однесено тоа момче бидејќи имало здравствени проблеми во болницата. Од болница потоа тој утре дента бил префрлен во психијатриската болница во Негорци. Ние разговаравме со соседите да прашаме дали тоа момче предизвикувало некакви проблеми во околината, но тие велат дека момчето било многу често затворено од дома и дека можеби токму тоа се причините и неговата здравствена и психичка состојба што довело до овој настан. Меѓутоа на соседите ниту пак на жителите на општина Росоман тој не правел никакви проблеми. Овде предлагам да слушнеме што има да кажат неговите соседи. Дали го познававте дечкото и дали сте изненадени? Познаваме од малечко. Со моето внучиња заедно учеа Кавадарци индустријска. Да, изненадени сме. Колегата Чичко му со мене работи, јас го однесов со бајда до дома. Ние немаме чуено. Прво нема чуено, беме кичерками. Абе тоа е друго што онако се нејарно дето, тоа никој него сака ничо, ни се тепа, ни навредил човек, ништо. Па вака не ни испаѓа, оно, не може да го знаеме дали Негорци лежеше и така да си дојде. Не сме го виделе по селото се, што е проблемот што се деси, не знам. Жалосно, ама за жалост се случило. Екипата на телевизија Алфа се обида да добие изјава и да постапи во некаков контакт со таткото. Разговаравме со него, но тој не беше расположен да даде никаква изјава. Во семејниот дом каде што се случила трагедијата беше присутен таткото и дел од роднините на семејството, кои што навистина беа во шок, беа исплашени и беа вчудено видени од што тоа ги снајде во нивното семејство.